Благодарам. Почитуван господин премиер, почитувани министри, заменици, министри, почитуван колега Груби, искрено не мислев да се јавам на реплика, но може би бев испровоциран со некои ваши одредени ставови, кои што вие кажавте дека конечно завршила политичката криза, довербата се враќа и слободата на говорот се вратила за сите. Добро. Што му има слобода на говор, искрено се надевав. Бидејќи, како што кажавте, Охридскиот рамковен договор е заокружен и се испорачано кон сите етнички заедници во Македонија, дека ќе смогнете сили да ги осудите сите оние недолични пароли и извикувања кои што се случија во Тетово после фудбалскиот надпревар од страна на навивачка група на еден клуб кој што го поддржуваше и премиерот Заев, кои што беа крајно недолични и навредливи за сите македонци во Република Македонија. Се надевав дека барем еден човек од ДУИ ќе смогне сили, пошто дојде слобода за сите, да го осуди овој чин. Воедно, сакам да ве подсетам и да не заборавите дека ВМРО-ДПМН беше првата партија во Република Македонија, кога се уште ДУИ не постоеше, кога СДСМ се уште гледаше кон бившата држава, која што јавно се декларираше и се залагаше за евроатлантските аспирации, односно за евроатлантската ориентација на Република Македонија. Искрено се надевав дека, пошто дојде време на слобода за сите, јавно ќе осудите скандалозната програма на Националната програма за култура, каде што на одредени ваши високи функционери беа доделени средства, исто така вработени во Министерството на култура, со високи функции, им беа доделени големи парични средства за одредени културни настани. Никој од вас не излезе ова нити да го искоментира, нити да го каже. Во една ера на слободен говор, него министерот излезе и кажа, сега веќе бивш, се надевам од денеска, најуспешен министер до сега во културата, дека повторно ќе се разгледа таа програма за Национална програма за култура. И искрено се надевав дека барем еден функционер од ДУИ во интерес на меѓуетничкиот соживот, барем еднаш ќе излезе со јавен став за проблемите кои што ги засегаат македонците во Тетовото и изградбата на капелата. Секогаш наоѓате време да критикувате сето она кое што сакате само вие да го критикувате, а не знаете и сами да погледнете во својот двор и да видите конструктивни и да упатите критика понекогаш и вашите сопартици. Артан Груби, благодарам.